Почитувани пријатели, во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос ви посакувам Божи благослов. Исус рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми освен преку мене. Тоа е запишано во Јован 14 глава 6 стих. Што е тоа Божи план на спасение? Ќе си дозволам да те прашам дали си гладен и дали чувствуваш вистинска глад во твојот живот. Тука не мислам на физичка изгладнетост, туку дали си гладен за нешто многу повеќе во животот. Дали постои нешто длабоко во тебе што не може ништо да го задоволи иако си се обидувал досега на некој начин тоа да го искорениш од себе. Ако е така, тогаш одговорот ќе го најдеш во зборовите на Исус Христос, кој рече: Јас сум лебот на животот. Кој ќе дојде кај мене нема да огладне никогаш, и кој верува во мене нема никогаш да ожедне. Тоа е запишено во Евангелието според Јован 6 глава 35 стих. Може би во твојот живот сега си збунет и конфузен. Не знаеш како да се справиш со проблемите. Имаш тежина на духот, на душата. Дали се повеќе се убедуваш дека нема никогаш да го најдеш вистинскиот пат и смислата на животот? Дали се повеќе мислиш дека светлата се гаснат, а ти никако не можеш да го најдеш прекинувачот? Ако е така, Исус е патот, зашто тој рече, како што реков, јас сум патот, вистината и животот. Но тој рече: Јас сум светлината на светот. Кој оди по мене нема да оди во темнина, туку ќе има светлина во животот. Тоа е запишано во Евангелието според Јован 8 глава 12 стих. Дали некогаш се чувствуваш како да си одвоен од реалноста на животот? Дали досега си се обидел да отвораш многу врати, а сепак отварајќи една по една се повеќе си наоѓал празнина и безсмисленост за тебе? Бараш ли влез во исполнет живот? Ако е така, Исус е патот, зашто тој рече: Јас сум вратата. Кој ќе влезе преку мене ќе се спаси. Ќе влегува и ќе излегува и пасиште ќе наоѓа. Тоа е запишано во Јован 10 глава 9 стих. Дали некогаш луѓето те изневериле? Ќе речеш да. Дали некогаш луѓето те отфрлиле? Ќе речеш да. Дали твоите контакти со нив се површни, беззначајни? Понекогаш да. Дали ти се чини дека сите некако сакаат да те искористат? Пак ќе речеш можеби да. Ако е така, Исус е патот. Исус рече: Јас сум добриот пастир. Добриот пастир го дава својот живот за овците. Јас сум добриот пастир. Ги знам своите и моите овци ме познаваат мене. Тоа е запишано во Јован 10 глава 11 стих. Дали се прашуваш често пати што ќе се случи после овој живот, односно по смртта? Дали си уморен да живееш само за оние нешта кои на вистина те заморуваат, знаејќи дека се распадливи и поминливи? Дали сакаш да живееш откако ќе го напуштиш оваа тело? Ако е така, Исус е патот, зашто тој рече: Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе оживее. Тоа е запишано во Јован 11 глава, а произлегува од настанот за смртта на Лазар и неговите две сестри кои што беа ожалостени. Причината зошто чувствуваш духовна глад е тоа што го немаш изворот на животот. Без Исус живееш во темнина. Исус може да ја отстрани темнината и да го задоволи копнежот на твојата душа. Исус е пријател и пастир и спасител и откупител. Се. Тоа е живот без кој не можеме да живееме и да обстоиме. Преку неговата светлост гледаме светлина. Библијата вели дека сите ние без Исус сме одвоени од Бог. Одвоени сме заради гревот што сме го наследиле од нашите прародители Адам и Ева. Таа одвоеност, почитувани пријатели, го прави животот да биде празен и безсмислен.
Без Бог не може да се живее. Ние сме создадени да имаме контакт со Бог, заедништво со Него. Гревот, меѓутоа, ни го уништи ова заедништво. И затоа до денешен ден сите луѓе во историјата страдале, страдаат и ќе страдат. Таа одвоеност не е само во овој живот, туку и за цела вечност, доколку некој не дојде кај Исус, Спасителот. Но ако дојдеме кај Него со вера и покаяние, ова заедништво ќе се обнови и ќе станеме нови личности, наново родени. Како што Павле вели, кој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Или пак во Римјаните 6 глава 23 стих. Истиот апостол вели, платата, односно зашто смртта е плата за грев, но благодатниот Божи дар е вечен живот во Исус Христос, нашиот Господ. Како може да се реши овој проблем? Исус е патот. Тој ги зеде нашите беззаконија врз себе си, пишува апостол Павле. Пророкот Исаија пред 700 години тоа го навестува во 53 глава од книгата на пророкот Исаија. Исус умре заради нас, заради тебе, заради мене. Ја зеде казната што ја заслужуваме ние. По 3 дена тој воскресна од мртвите, докажувајќи ја својата победа над гревот и над смртта. И како доказ дека тој навистина умре за нашите гревови. Зошто го направи тоа? Исус самиот даде одговор на оваа прашање. И вели, никој нема поголема љубов од оваа, некој да го положи својот живот за своите пријатели. Исус умре за нас, за ние да живееме. Ако му веруваме и целосно му се предадеме, тој ќе ни ги прости сите наши гревови и ќе не очисти од сите наши беззаконија, минати и сегашни. Тогаш нашата духовна глад ќе биде задоволена. Светлото ќе се запали и ќе имаме исполнет живот. Ќе го познаваме се повеќе и повеќе, нашиот пријател Исус, нашиот Спасител, кој е најдобар пастир. И што е најважно, штом сме сигурни дека откако ќе умреме, ќе воскреснеме и ќе отидеме кај Него, тогаш живееме во слобода која е вистински дар за секоја спасена душа. Јован 3:16 на сите е познат, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој верува во Него да не умре, да не загине, туку да има вечен живот. Забележете го овој збор, да не загине. Тоа значи да не отиде во пеколот, да не отиде во вечната мака. Туку да има вечен живот, Божјо царство, рај. Сето тоа да го имаш, потребно е вера, зашто е напишано дека праведникот ќе живее преку вера. Тоа е запишано во Римјаните 1 глава 17 стих. Потоа Павле вели во 11 глава 6 стих, без вера не е можно да му се угоди на Бог. Благодатта произлезе од Исус Христос. Новозаветните верници, Христови следбеници, кои веруваат и се наново родени, се наоѓаат на многу возвишена позиција. Светото писмо, Библијата, ни открива дека секој вистински наново роден христијанин од вода и дух е прогласен за потполно праведен пред Бог. Еве потврда на тоа. А сега, независно од законот, се јави Божјата правда за која сведочат законот и пророците, и тоа Божјата правда преку верата во Исус Христос, нашиот Господ, за сите кои веруваат. Тоа е запишено во Римјаните 3 глава 21 и 22 стих. Таквиот кој е оправдан преку Бог, преку Исус Христос, станува совршен пред Бог во Исус. Павле вели, според таа волја осветени сме преку приносот на телото на Исус Христос еднаш за секогаш, зашто тој со едно принесување ги направи совршени за секогаш оние кои се осветуваа. Забележете го и ова, ги направи за секогаш совршени оние кои се осветуваа. Потоа имаме мир со Бог. Тие што се оправдани, совршени во Христос,
имаат мир со Бог. Павле вели, и така бидејќи оправдани преку верата, имаме мир со Бог преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого и пристапивме со вера во оваа благодат во која стоиме и се фалиме во надежта на Божјата слава. Римјаните 5 глава, 1 и 2 стих. Таквите луѓе се родени од Бог и стануваат Божји деца или Божјо дете. Јован вели, а на сите кои го примија, им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име, кои не се родија ниту од крв, ниту од телесна поход, ни од волја на маж, туку од Бога. Потоа истиот апостол вели, гледајте каква љубов ни дал таткото, да се нарекуваме Божји деца, а и тоа сме, возлюбени сега сме Божји деца. Прекрасни се овие стихови кога Библијата ни гарантира уште сега дека ние сме Божји деца, дека ние сме оправдани и откупени преку Христос. Таквиот го прима духот на посинувањето, зашто на ваков начин сме посинети. Зашто Библијата вели сите оние кои ги води Божјиот дух, тие се Божји синови. Имено, не го примивте духот на робството, за да бидете пак во страв, туку го примивте духот на посинувањето, со кој викаме Ава, татко, или мил татко. Самиот дух сведочи заедно со нашиот дух дека ние сме чеда Божи или Божи чеда. Потоа апостол Павле со слични зборови во Галатјаните вели, а тоа е во Римјаните. А кога се исполни времето, Бог го испрати својот син роден од жена, тоа е Марија, роден под законот, за да ги откупи оние кои беа под законот, за да го примиме посинувањето. А бидејќи сте синови, Бог го испрати во вашите срца духот на својот син, тоа е Светиот дух, кој вика Ава татко, значи мил татко. Таквиот кој што го примил Светиот дух, станува храм на Светиот дух. Павле вели на црквата во Коринт, или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот дух кој е во вас, кого го имате од Бог, па не си припаѓате само на себе си. Зашто скапо сте купени. Како? Со крвта на Христос. И така, прославете го Бог во своето тело и во својот дух, кој се Божи. И со дух, душа и тело да го прославиме Исус Христос. Потоа истиот апостол вели, а Бог не утврдува заедно со вас во Исус Христос и не помаза, и не запечати, и ни го даде духот во нашите срца како залог, или како гаранција. Исус Христос верникот го нарекува, или тоа е малку чудно речено, но го нарекува брат, сестра и мајка. Тоа значи дека тој те вбројува во Божјото семејство. Тоа е напишано, зашто и оној кој осветува и оние кои се осветувани, сите се од еден, затоа не се срами да ги нарече браќа. Тоа е запишено во Евреите 2 глава, 11 стих. Има во Матеј 12 глава еден настан каде што се зборуваше дека Исус не е при себе си. Па дојдоа неговите најблиски, Марија и останатите браќа и сестри, да видат што е проблемот. И потоа Исус ја протегна својата рака кон своите ученици и рече: еве ја мојата мајка и моите браќа, зашто која врши волјата на мојот татко, кој е на небесата, тој ми е и брат, и сестра, и мајка. Исус и Светиот Дух посредуваат за верникот пред Бог таткото, во молитва. Например, некогаш кога не знаеме како да се помолиме, или кога немаме доволно зборови, самиот Дух Свети посредува за нас, зашто тој знае од што имаме потреба. Тоа е запишано во Римјаните, каде што Павле вели, исто и Духот и помага на нашата слабост, зашто ние не знаеме зашто да се молиме како што треба, но самиот Дух посредува за нас со неискажливи воздишки. А оној кој ги испитува срцата, знае какво е значењето на Духот, зашто по Божјата волја се моли за светите. Потоа за Исус Христос се вели, а тој, Исус, пак има свештенство што не може да помине на друг, зашто останува довека,
Zato i može naполно да ги спасува оние кои преку него доаѓаат при Бога, зашто секогаш живее за да посредува за нив. Прекрасно. Таквите луѓе кои се наново родени, се оправдани, откупени, живеат со Бог во заедница, храм на Светиот Дух. Тие се радуваат и уживаат од среќа во Божјата љубов. Павле вели за таквите дека тие никогаш нема да бидат одвоени од Исус. И тој лично за себе тврди. Зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту некое друго создание ќе може да не оддели од Божјата љубов која е во Исус Христос нашиот Господ. Прекрасно, тоа е запишано во Римјаните 8 глава 39 и 40 стих. И таквите, тие се под Божја заштита. Вели Библијата во Псалм 34. Господов ангел се настанува околу оние што се плашат од него и ги избавува или ги спасува. А во Новиот Завет се вели: и така што да речеме на ова, ако е Бог за нас, кој ќе биде против нас? Оној кој него поштеди ни сопствениот син, туку го предаде за сите нас, како нема да ни подари и се друго заедно со него. Сите овие привилегии, почитувани пријатели, браќа, сестри, се небесни позиции. Тие се Божи дар и се стекнуваат само преку вера во Исус Христос, нашиот Господ. Нему слава во сите векови. Амин.